Како таа перманентна чистка, наречена нов поредок, се одвива низ една патологија на времето до екстреми. Е фасцинантно, но фасцинантно од друга страна и вербата која носат нежините жртви. Хоџа ја нема истата верба. Значи, вие ќе видите различен карактер е тоа од сите негови жртви, од сите негови поднаводници, пријатели и другари. Никој од големите сатрапи всушност ја нема таа верба во идејата. Таа е привилегија на жртвите. Идејата за големи промени и сон за новиот живот, Хоџа и партијата ја губат по влегување како ослободители во Тирана 44 година. Потоа се еден крвав кошмар. Кошмарот на големите сатрапи завршува во една чудна осама. Интересно. И параноја во една, па дури во една патетична верба на крајот од приказната во Бог. Кога Неџмија Хоџа над мртвиот сопруг крикнува: отиде под наводници горе кај своите другари Хисни и Шеху, кои патем сите ги има потепано тој. Изгубени се во тие кошмарни времиња значајни умни луѓе, фамилии вредни за почит. Јас имам тука една радикална позиција, која може би помалку радикална е од Ким, вели: ниеден режим не заслужува една детска солза, но овие луѓе кои Албанија ги губи под куршумот на Хоџа се навистина клучни интелекти за албанците, како Лазар Фундо, Анастас Пјасари или Сейфула Малишова. Цела една серија, други да ги бројувам. Делот Клерот. Немам никаква толеранција кон историскиот детерминизам и кон револуцијата која ги јаде своите деца. Таа е приказна, сепак е тоа секогаш само борба за власт и узурпација на моќта. Тоа е толку банално и поради тоа уште потрагично. Значи, се почнува со тезата дека чистките ја зајакнуваат партијата, е тој совет кој Хоџа го следи од Милорад Поповиќ, инструкторот на Титова Југославија за Албанија, но Хоџа има сега тука посебен талент за тој спорт. Екзекуциите почнуваат во новата привремена влада од 12 ноември 1944 и траат горе-долу, up and down, до крај. Омразите и политичките скршнувања, големите политички скршнувања, односи на Албанија со блоковите, се всушност мизансцена на овој перманентен колеж. Некои од убиените се повеќе пати погребувани и откопувани, дека херои, дека предавници. Таков е, например, случајот со Нико Спиро. 3 пати е покопуван као херој и откопуван као предавник, прекопуван. Морничава е секвенцата со измачувањата на адмиралот Теме Сејку и неговата, после грозно долго молчење со копач растурена глава пред да биде закопан во плитката кал. Неговиот убиец има сведоштво во книгата. Трогателни се дури аутистичките ритуали на генерал Џан Марку во славењето на своите изневерени ветувања и датуми кои ги славел во својот живот во затворот. За болката на Лири Белишова од неможноста да ја испрати во достоинствена смрт болната ќерка. Истото тоа не го даваат кога е болен, кога е утепан мажот пред смрт, ствари, кога се самоубил. Или ќе го видите еден поетски, последната критика на Енвер Хоџа е од Бедриса Пахију на пленумот, кога тој му вика од публиката: кој си ти? И сам си одговара: ти си човекот од темните улици на Париз. Таа беше последна критика во историјата на Албанија до ослободувањето од режимот. Дипломатијата на Енвер Хоџа, кога лета со единствениот авион Антонов со 4 мотора, не прават никаква разлика. Албанија е изолирана и таква ќе остане до паѓање на режимот 90 години. Интересно и фасцинантно од друга страна е како завршуваат тие заедници. Заедници под наводници. Имено во каков вид на декаденција завршуваат. Завршуваат имено во блокот. Секогаш постои некаков блок, некаков забранет град.
Бачким Шеху ги опишува односите на номенклатурата која живее во блокот. Вика, таму немаше пријатели или пријателства. Постои само заедничко чувство на вина. Само тоа ги спаја. Тоа е бетонот. И врски од интерес. И почнува нешто да се случува како и во затворените заедници, а тоа се да почнуваат родбински да се поврзуваат, да се мажат и женат едни со други. Постои тој свет, светот во блокот и светот отаде блокот. Централното место сега на декаденција во блокот е клубот на партијата, куќата на партијата. Ходжа сите ги реди во 5 сат попладне, као да е англичанец, во куќата на партијата, во клубот, на чај. Има, според свидетелствата, желба во очи да ги гледа. Така да ја пие нивната лојалност. Секој попладне у 5 сат. Еден од аргументите за судењето и екзекуцијата на суд, формално, аргумент за екзекуција на Бедрис Пахију е дека 2 месеца не бил во куќата на партијата на чај. Формално. Приказната влегува во крешендо, како поинаку, освен повторно со големите чистки од 70-тите и 80-тите. И се символизира со испитувањето на Хазби Кадриу и Фечар Шеху. Инаку Фечар Шеху е министер за внатрешни работи. Инаку Ходжа исто така ги убива сите министри за внатрешни работи. Значи, во тие убиства има на логика. Он стои сам и околу него е генерацијата која од него е помлада 15 до 20 години. Нема ништо од соборците. Че он мора да биде сам во таа иконографија. Тоа го прави заклучно со Фечар Шеху. Испитувањето кое авторот го пренесува оди вака, например, за докажувањето на вината на Хазби Кадриу. Вика, се сеќаваш ли Хазби кога ми рапортираше во вилата во Дајти? Не се сеќавам, другар Енвер, прецизно дали беше 67 или 68 година. Тоа е суштината на твоето непријателство. И Хазби оди јавана. Само 6000 луѓе успеваат да побегнат од овој албански режим и дополнително 1200 се убиени при таков обид. Кога Ходжа умира 85-та година, партијата не смее да го изговори зборот смрт. Само дека не е повеќе жив. Соопштението дека не е повеќе жив. А Рамиз Алија предлага да не се наведе годината кога престанал да биде жив, само онаа кога е роден. Комунистите не ја признаваат имено смртта.